Добар ден, стартува најновото издание на маратонското отворено студио 1. Добре дојдовте. И денеска се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски, кој во продолжение ќе не информира за се она што ќе се одржи ова наше отворено студио. Така, ова отворено студио со почеток од 14 часот и трајање до 23 часот некаде, а го започнуваме во овој прв блок со оние извадоци од вчерашните гостувања во отвореното студио во Централниот дневник, но пред да ги погледнеме некои од најважните моменти во тие гостувања, на линк ја вклучуваме колешката Искра Опетческа, која што беше во антикорупцијска. Таа ќе не информира малку повеќе што се случуваше на денешната седница, а овој блок, откако ќе го затвориме јас и Јана, ќе следат вестите со Елена Джугуманова, а по тој детален преглед на временската прогноза. Со Јана се враќаме во 15:20 овде во студиото, ќе разговараме со директорката на управата на заштитата за односно на управата за заштита на културно наследство Елеонора Петрова Митевска, а ќе го посветиме овој разговор на она што се случуваше во Франција, пожарот во Нотр-Дам, меѓутоа и каква е безбедноста на објектите кои што сте културно наследство во Македонија. Ќе направиме една паралела за во 15:40 да продолжиме со колегата Дејан Андоновиќ и фокусот на случувањата во регионот и светот. Секако се враќаме со Јана повторно околу 17 часот, а темата која што ќе ја работиме е колку се запознаени нашите студенти со кариерните можности. Гости се Ана Секуловска од Бест Скопје и Марин Малушовски, председател на бордот на европски студенти по технологија. Откако ќе го затвориме овој дел, каде што јас и Јана го водиме, ќе следи премиерното издание на музичкото талент шоу Звезда број 1 околу 17:45 минути. Бидете со 1 ТВ, ќе се запознаете малку одблиску со ова музичко талент шоу, како и сите оние кои што се заинтересирани да станат дел. Впрочем, така започнува и забавниот дел во кој што по музичкото шоу ќе следат Стефани Нина со ексклузив, како и Сергеј Варошлија со својата модна полиција, а во 19:20 часот студиото го презема колегата Борен Јовановски и ќе проследите разговор со францускиот амбасадор Кристијан Тимоние, кои што исто така ќе разговараат барем одблиску што е она што значи за французите уништувањето на Нотр-Дам. По Централниот дневник во 20 часот овде во студиото ќе ве дружи Сашо Ордановски и емисијата Печат на неделата, а негови гости се Дамјан Манчевски, министерот за администрација, потоа професорот Борче Давидковски и Миша Поповиќ, а ќе разговараат на тема каква администрација, таква држава. Во отвореното студио во 22 часот повторно ќе ве дружи Боријан Јовановски, а ќе разговара со министерот за надворешни работи Никола Димитров, како и тоа каде е Македонија на патот кон Европа. Секако ова студио ќе го заокружиме со последното информативно издание во 22:50 околу 23 часот. Така е, тоа е генералната содржина на нашето маратонско отворено студио 1. А сега се селиме во антикорупцијската комисија. Тамо е нашата Искра Опетчевска, која што ја следи и денешната седница. Главната тематика од она што е како информација се одлучува по приговорите поднесени од ВМРО ДПМН за прекршување на изборниот законник. Меѓутоа, Искра веќе ја имаме, таа се подетално ќе не информира, за да не должиме ние многу од студиото. Искра, повели. Така, Јана, добар ден до гледачите на Еден телевизија. Веќе нешто повеќе од 1 час овде во антикорупцијската комисија се расправа по 4 приговори на ВМРО ДПМН за прекршување на, како што тврдат тие, изборниот законник, но и законот за антикорупцијска. Меѓутоа, покрај овие 4 закони, заменик председателот на антикорупцијската комисија предложи, а и беше усвоено од сите членови на антикорупцијската комисија, уште 2 нови предлози за покренување на постапка, а
самоиницијативно преземени од антикорупцијската комисија. Но еве јас ќе се обидам да сублимирам, додиме поред. Имено ВМРО, политичката партија ВМРО ДПМН поднесе 4 приговори до антикорупцијската комисија. Тие се однесуваат на следните институции. Првиот приговор се однесува на Агенцијата за финансиската поддршка на земјоделството и руралниот развој. Имено во својот приговор ВМРО ДПМН тврди дека спротивно на изборниот законник оваа агенција во изборен период кога е забрането исплатила 77 милиони денари на 2048 лозари во изборен период, што со закон е забрането. Постапувајќи по овој приговор и разгледувајќи го во детали, антикорупцијската комисија, односно известителот членката Катица Николовска, предложи сомневањата на ВМРО ДПМН и ги оцени како основани и предложи да се отвори предмет против Агенцијата за рурален развој и поддршка на земјоделството. Вториот приговор се однесува за, исто така од страна на ВМРО ДПМН, а се однесува за општината Кисела Вода, Гази Баба се извинувам, односно за склучување на договор со Агенција за осигурување за чување на 11 основно училишта и 2 детски градинки на територијата на оваа општина. ВМРО ДПМН исто така тврди дека спротивно на изборниот законник бил склучен овој договор и затоа антикорупцијската комисија предлага ВМРО ДПМН да отвори предмет и да утврди дали навистина е така. Исто така беше предложено да се отвори постапка, бидејќи сметат антикорупцијска дека сомневањата треба да се проверат и беше отворена. Во моментов пак се расправи, се уште нема одлука дали ќе бидат отворени предмети против ВД градоначалникот на Ново село, бидејќи дал согласност за вработување на 10 луѓе во општината и секако против градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, кој според ВМРО ДПМН ангажирал и ги злоупотребил против пожарната служба во овој град, потоа јавните предпријатија Македонски шуми и Македонија Пат, кои делеле дрва, како што тврдат од ВМРО ДПМН, на социјална категорија на луѓе за време на изборен период. Тоа се отприлика приговорите на ВМРО ДПМН. Дозволете ми уште кусо да кажам што се однесува за самоиницијативноста на антикорупцијската комисија. Имено едногласно беше одлучено антикорупцијската комисија по своја иницијатива да отвори предмети против Министерството за земјоделие, бидејќи како што се сомневаат овде антикорупционерите, во време на избори биле исплатени средства на тутунопроизводителите, што е спротивно на изборниот законник и законот за антикорупција. Исто така, антикорупцијска комисија ќе поведе постапка и против медиумите, порталите Лидер и Република, бидејќи тие ќе проверуваат дали е точна информацијата што ја објавиле овие два портали дека директорот на јавното предпријатие комунално Јово Темелковски на работно место се појавил во маичка, што имплицира на една од политичките партии, односно поддршка на еден од претседателските кандидати. Но за тоа потоа ова е накратко што се случува и за што се одлучува во овде во антикорупцијска, со деталите се разбира во следните информативни изданија. Јана? Така, Искра, ти благодариме за овој исцрпен извештај од седницата на антикорупцијската комисија, секако со нови детали, како што спомена и ти, те очекуваме подоцна во информативните блокови. И да, приговорите на ВМРО ДПМН не се ништо ново, а втора тура би му дошло од како претходно беа во голема мера одбиени. Ќе видиме што ќе донесат како одлука антикорупционерите денес Качалски. Ние продолжуваме, така? Секако, со оглед на тоа што еве условно кажано е понов состав на антикорупцијска, веројатно ВМРО ДПМН партијата наидува на желба за поголемо разбирање на сите овие преговори, меѓутоа ќе се види колку од нив се издржани. Ние продолжуваме понатаму. Гостин во Централниот дневник беше министерот за здравство Венко Филипче, повод за тоа е прогласувањето на епидемија на морбили на територија на целата држава. Како што вели Филипче, секоја критика е добредојдена бидејќи ако е издржана, односно ако е аргументирана, со оглед на тоа што во Македонија се уште се води она кампања, условно кажано, на ваксери и антиваксери, како што ги нарекуваат условно. Да не должиме многу кој одговорот од Филипче слушаме сега. Критиката е добредојдена ако е издржана и ако е аргументирана, и ако е
предмет врз основа на кој што може да развиеме некоја конструктивна дебата. Токму такви дебати водевме при првото прогласување на епидемија на територијата на градот Скопје. Мора да кажам дека имаме многу искусни епидемиолози, членови на Комисијата за заразни болести. Тогаш тие укажаа дека таков е текот на пациентите кои што се разболени, да може да се очекуваат и други заболени, и затоа сега може да кажам дека ни е многу драго што тогаш прогласивме епидемија на територијата на градот Скопје. Морам исто така да потенцирам дека сме задоволни од одзивот за вакцинација на невакцинираните деца во градот Скопје. Од 16.000 невакцинирани деца до 14 годишна возраст, близу 12.000 се вакцинирани, и тоа е негде близу 72-73% од вкупниот број на невакцинирани деца. Причина зашто се прогласи епидемија денеска на територијата на целата држава е тоа што во текот на минатата недела се јавија 126 ново диагностицирани случаи, од кои што добар дел беа од градови во кои што не беа во релација со епидемијата во Скопје, значи се појавува за прв пат автохтони жаришта, независно од жариштата у Скопје каде што почна епидемија, и тоа е доволна причина да се прогласи епидемија на територијата на целата држава. Филипче, дали тоа значи дека стравувањето на дел од родителите, дека градинките можеби нема да примаат такви деца, што ќе правиме со тој тип на деца? Дали одредени класови или училишта може да бидат затворени доколку е експандира оваа појава? Нема потреба да се затвораат ниту градинки, ниту училишта. Единствено нешто до што родителите мора да се придржуваат е да ги вакцинираат своите деца, заради тоа што невакцинирани нема да се примаат во овие институции. Токму тие невакцинирани деца се ланецот преку кој што се шири епидемијата, и на крајот на краиштата огромен ризик да се предизвика болест која што може да има и сериозни компликации, дури и по животот, а болест која што може да се превенира со вакцина. Сега имате вакцини. Нема да ни се случи застарени или препакувани или сомнителни да бидат дистрибуирани? Тие вакцини кои што беа со погрешени лепенки од страна на дистрибутерот беше докажано дека се сосем добри, квалитетни, во рок за користење. Сега има и дополнителна количина на нови вакцини од последната набавка, така да не очекувам апсолутно никаков проблем со количината на вакцините. Сега читам ствари дека морбилите поврзани со повисока стапка на абортуси. Плашиме или предупредуваме? Точно е тоа дека доколку се детектира дека трудницата е заболена од морбили, може да се консултира со гинекологот и да се упати на абортус. Не се вакцинира бремена жена, туку тоа се прави после бременоста. Секоја година наназад има абортуси од разни други вирусни заболувања. До сега добро е тоа што нема зголемување на вкупниот број на абортуси заради морбилите дополнително оваа година. Спуштане цензусот и на децата до 6 месеци дека треба да се вакцинираат? Така и тоа е така согласно правилата кои што важат за време на прогласена епидемија. Професоре, читам дека и светот се вознемири одеднаш. Првата асоциација ми дојде на СИДА, па после има други асоциации. И втората дека како да се подготвуваме за своевидна нова пандемија на морбили. Прашањето ми е дали тоа е реална опасност, и второто прашање дали е тоа некоја нова ујдурма на големите фармацевски и финансиски корпорации. Епидемија се јавува како резултат на пад на колективниот имунитет. Тогаш кога процентот на вакцинирани лица од потребните над 95% ќе падне под 90%, а кај нас процентот на вакцинирани деца за морбили беше 82%, тоа е тоа што дозволува еден простор да се појави оваа болест. При тоа, кога веќе ќе се појави вирусот во една средина, дозволете да го искористам зборовите на епидемиолозите. Тој треба да изгори и после да го снема. Да, ги слушнавме ставовите на министерот за здравство Венко Филипче, а исто така Чомовски вчера во отвореното студио 1 имаше една надоврзана тема, односно што значи всушност епидемијата на морбили. Освен од министерот во Дневникот, во отвореното студио имаше дебата и со Владимир Микиќ од тимот на Министерството за здравство и секако имунологот Катерина Ставрич,
од еден експертски аспект ги дадоа своите видувања во однос на она што може би е главен проблем, таа невакцинација. Секако и исто така беа дадени неколку коментари во однос на сите оние случувања во светот, фактички, бидејќи и слушаме информации за во Њу Јорк и во многу голема територија на Соединетите Американски држави дека постои епидемија на морбили, но и во европските земји. Во продолжение ќе погледнеме и дел од овој разговор. Епидемија значи кога имаме невообичаено зголемување на бројот на заболени лица споредено со истиот период во претходната година или за просекот од 3 години. Како што и веќе најавивте, имаме прилично зголемен број на заболени од мали сипаници, 961, заклучено со минатата недела, што е за 120 пати повеќе во однос на минатата година. Со тоа се исполнуваат услови за прогласување на епидемија. Дополнително, зафатени се повеќе од половина од населението, односно во 6 здравствени региони е прогласена епидемија и тука живее 55% од населението во Македонија. Каде има растечка тенденција која за вас е изненадување, да речем, во овие главни урбани центри? Па, пред се да кажем дека не е изненадување растењето, ние очекувавме, најавувавме дека ако не се спроведе доследно мерката за вакцинирање на сите оние осетливи лица, дека очекуваме да се зголеми овој број, што за жал тоа и се случи. Тенденцијата за зголемување се гледа надвор од Скопје. Значи, од последната недела имавме пријавено 126 случаи, од нив 69, значи повеќе од половина се надвор од Скопје. До претходните недели имавме друга ситуација каде што најголем дел или најзафатен беше главниот град, меѓутоа сега веќе во последните 3 недели имаме значително ширење во другите градови. Ако се шири, тоа значи дека прогласувањето, да речем, на локалната епидемија во Скопје даде и обврзителноста за вакцинирање даде некакви ефекти, па тоа се дисперзираше во другите средини? Па да, ако видите и во однос на бројките, од Скопје се помалку имаме пријавени случаи кај деца, каде што имавме најинтензивни мерки за вакцинација, посебно на ние предшколски деца, деца во предшколска возраст, каде што успеавме да извакцинираме 3/4 од подлежечките во Скопје. Значи 75% од оние што беа најдени, некои 16.000 луѓе, се веќе извакцинирани во Скопје. Меѓутоа, за жал, ситуацијата е обратна надвор од Скопје. Значи, само 20% од оние што ги најдовме, што треба да бидат вакцинирани, се вакцинирани. Значи, постои една голема осетлива популација од преку 20.000 деца кои што се уште не се вакцинирани. Добро. Она што јас го забележувам вака лаички, дека се во последно време повозрастни луѓе се заразени од морбили, што на одреден начин може би да зборува дека не е спроведена вакцинацијата во таа време, од 20 години, 10 години, но истовремено создава на одреден начин една неизвестност. Колку децата на родителите им пренеле морбили и на каков начин се покажува имунолошката поврзаност внатре во семејството. Например, слабоста на организмот кај мајката или кај детето може да префрли или да преземе морбили. Професор Ставрич? Во принцип, морбилите се високо заразно заболување. Тоа значи дека е 100% заразност. Ако едно дете има во семејството јутоа се помести границата. Ние сега воглавном имаме од Скопје доенчиња, односно имаме мајки породени кои што заболуваат од морбили и нивните новородени заболуваат исто така од морбили. Значи, имаме доенчиња под 6 месеци кои што заболуваат. Така да, тука е мајката невакцинирана, која што се разболува и го разболува и своето дете. Таа е ризик и извор на инфекција за своето дете. Секако дека и возрастните се тука изложени на овој вирус, затоа што знаеме дека вакцината е воведена 1972 година, една доза. Дури 1982 година е почнато со вакцинација со МРП, комбинирана, за да 1987 година се воведе задолжителна и втора доза на вакцина. Една доза од вакцината штити, меѓутоа недоволно.
со 2 дози лица кои што примиле 2 вакцини, 2 дози на МРП вакцина, се смета дека 95% од популацијата која што е вакцинирана е заштитена, но сепак има еден мал процент и покрај тоа што примиле 2 дози, сепак постои ризик да се разболат. Така, ги слушнавте советите од оние кои што се експерти, може да кажеме, во оваа област. Јас и Јана овде го затвораме првиот дел од отвореното студио, следат вестите во рамките на студиото со Елена Джугуманова. Вие не заборавајте дека овие разговори целосни ги имате на YouTube каналот на 1TV, како и на сајтот 1tv.mk. Можете да ја проследите и синокешната авторска емисија Правда и неправда со Гордана Дувња, каде што гости беа бизнисмените Киро Тошевски и Зорана Зманов. Беше тоа еден интересен дуел. Слободно закачете се на YouTube каналот, погледнете ја целата емисија. Јас и Јана се враќаме во 15:20 часот. Така е, се гледаме.